Па изјавите на министерот за здравство Таравари и на премиерот Мицкоски во однос на паркингот на клинички центар се дефинитивно контрадикторни и се гледа дека оставаат простор за поблаги реакции да бидат во однос на договорот со албанската фирма во јавноста. Прво како е можно Таравари да тврди дека договорот ќе биде на 7-8 години и со изговор дека потоа клиничкиот центар нема да биде таму. А имаме изјава од премиерот Христијан Мицкоски кој изјави дека нема да има нов клинички центар. Дали со ова Таравари се обидува да ја намали штетата, односно да ги ублажи реакциите во јавноста, како што кажав и претходно, а со цел секако да се оди со овој договор до крај. Мицкоски пак намерно остава простор за подпишување на договорот, кога вели, и затоа ќе цитирам да бидеме прецизни, предвиди ја земаме тендерската спецификација и се разбира фирма што нема кредибилитет, нема бонитет, ниту технички карактеристики, нема да биде избрана и тука сето тоа завршува. Дали ова значи дека ако фирмата има бонитет, кредибилитет, овој скандалозен договор треба да се подпише? Зошто Мицкоски тогаш не го отфрли веднаш? Станува збор за договор со кој што 99% од профитот оди за албанската фирма, 1% оди за државата. Затоа ние бараме итно објавување на повикот од страна на Министерството за здравство, итно објавување на физибилити студијата според која е распишан тендерот. Тоа и Мицкоски и Таравари и го должат на јавноста.